Здраво, драги родители! Денешното видео ќе биде продолжение од претходното видео, кое имаше наслов суштината на свесниот пристап во родителствувањето, во едукацијата и во образованието. Во ова видео ќе продолжиме со животните патеки на Естер Монтмани во насока на нејзино останување на лидерка во практичната примена на техниките за свесно родителствување. И во претходното видео, значи, застанавме во тие моменти каде што Естер, после години на барање, на истражување, почетно истражување во нејзината кариера, за некоја сродна перспектива, некоја сродна платформа или идеја, која што би била многу блиска на нејзиниот пристап за свесно родителствување. Значи, во тие години не наишла на таков проект, некој кој што би бил сличен на нејзиниот, меѓутоа после некое време се јавила одредена светлина во нејзината цел, каде што се запознала со еден многу интересен проект кој што вклучувал едно училиште, кој што било сместено во Еквадор, наречено Песталоци, и од Ребека и од Маурицио Уайлд, и каде што тоа училиште било водено од нив. И кога се запознала, кога го разгледала тој проект, значи тоа во суштина било вистинското нешто за неја. Значи, таа веднаш тој проект стапил во директен контакт со нејзиното срце, затоа што самата сфатила дека тоа нешто кое што ќе ја продолжи, ќе обнови нејзината инспирација за да може да си ја постави својата однова, значи да ја продолжи својата цел, и преку тоа училиште за кое што сметала дека преку нејзиното директно, непосредно учество во тоа нешто ќе може на некој начин да ја развива и суштината на да ја развива суштината на свесното родителство како нејзина животна цел. Училиштето во овој проект било поставено на многу поинаква основа во однос на конвенционалните училишта, стандардните училишта, традиционалното учење во училиштата до тогаш, и односот кој што бил поставен помеѓу возрастните и помеѓу родителите исто така бил многу поинаков, многу интересен. Намерно зборувам, го употребувам зборот меѓу возрастните и децата, затоа што во ова училиште интересно било што покрај наставниците непосредно учествувале и родителите заедно со децата. Каде било поставено училиштето? Училиштето било поставено во екватор, на врвот на една планина, каде што било во непосреден допир со една прекрасна природа. Сите многу голем број на животински видови имало тука, во непосредна близина на една река планинска каде што течела, каде што можеле, значи, тука децата да бидат, значи, во непосреден контакт со тоа нешто. И нешто кое што веднаш ја поврзало со нејзиното детство, со на кое што начинот на кој што била воспитана, начинот на кој што сите тие ја вратило во сите нејзини детски доживувања, кое што била основа за да посака да работи на тој проект. И, значи, условите во училиштето биле многу поинакви. Во природа, затоа што училиштето сметало, програмата сметала дека на децата на вистина му била потребна врската, контактот со природата. Неопходно било во првите 10 години од животот, од растот, од развојот на децата да бидат поврзани со природата постојано, да бидат слободни во однос на тоа што да сакаат да трчаат, да сакаат да шетаат, да сакаат да се искачуваат по карпите, да ја разгледуваат природата, лисијата, да бидат во непосредно присуство со реката, со водата, со ветрот, со енергијата во природата. Значи, сето тоа сметала таа програма, тој пристап, дека бил од суштинско значење за самата природа на детето, затоа што и детето е дел прво од природата. Значи, тоа е нешто кое што не смееме да го одсечиме тој дел, зашто доколку го одсечиме детето од природата, од суштината, од самиот почеток, ние
и самото дете го осекуваме од природната суштина негова. Возрастните исто така многу интересно било што не му диктирале на детето што ќе прави во текот на денот во тоа училиште, например не му велеле денес ова и ова ќе учиме, денес ова и ова ќе го правиме, туку родителите биле и возрастните, значи наставниците и родителите биле во улога на наблюдувачи, на тивки наблюдувачи, на насочувачи во моментите кога навистина му било потребно да детето, а детето било тоа кое што првенствено само се грижело за своите природни потреби, затоа што кога детето било оставено во својата природност, значи тоа се поврзувало многу брзо со она што се подразбирало негова автентичност, она што многу брзо се развивале природните капацитети кај детето. Детето многу брзо се поврзувало, ги осознавало тие своји природни капацитети, осознавало својата природна оригиналност и веднаш се поврзувало со тоа и знаело што е она што му треба за негова грижа, за негов правилен раст и развој. Меѓутоа, сепак дете како дете, значи не се тие доволно свесни и токму поради тоа родителите се тие, возрастните се тие кои што треба на некој начин цело време да ги следат, да бидат присутни тука, за да можат да го насочат детето кон таа негова цел, кон таа негова љубов, кон таа негова автентичност, со цел детето да се задржи во својата оригиналност. И сето тоа како го правеле родителите? Родителите и наставниците го правеле исклучиво со голема доза на разбирање, со една влегувајќи во една состојба на емпатија. Значи, преку разбирањето тие ја учеле таа способност да бидат емпатични, да бидат милостиви спрема децата, да влегуваат со една енергија која што подразбирала безусловна љубов спрема своите деца. И на тој начин им се обезбедувал еден здрав пред се психофизички развој на самите деца. И значи улогата на родителите пред се било многу малку да зборуваат, значи да бидат тивки со децата, да ги слушаат децата и соодветно на тоа, значи да комуницираат со децата кога навистина им е потребно. Значи да тој свесен пристап подразбирал свесна комуникација со децата и свесно насочување на децата за нив правилен психофизички раст и развој, кој особено му бил потребен во тие години. И сето тоа во соработка со другите родители, во соработка со другите деца. И, значи, родителите пред се, многу интересно бил фактот што сите тие биле свесни зошто доаѓале тука во тоа училиште, која била главната улога на училиштето. Значи, многу јасно им било на родителите дека тие пред се тука биле за да можат да ги насочуваат децата преку создавање на околности, на свесни околности за децата, кои што ќе му овозможат на децата да можат тие да се ги остваруваат своите вистински потреби. Значи, овде родителите ги менувале околностите, не ги менувале децата. Што забележувале? Дека атмосферата во тоа училиште секогаш било исклучителна жива, исклучителна енергична, исклучителна позитивна била енергијата, затоа што се воделе од потребите на природните потреби на децата. Значи, исклучиво од природните, нагласувам, природните потреби на секој дете, од неговата автентичност, затоа што некој дете сакало, значи особено во помалата возраст, значи повеќе тие сакале надвор да играат, повеќе надвор, ја сакале природата, да се поврзат со неа, да скокат, да се скачуваат по карпите, да се поврзуваат со водата, да влегуваат во водата, да ја пробуваат со прстињата, да скокаат, да играат. Тука имало и голем број на животни, да се поврзуваат со нив. Значи, а подоцна, значи, кога биле поголеми, децата сакале, некои повеќе сакале да читаат, некои повеќе сакале да сликаат, дали со боички, со четки, дали со пастелни бои, дали со пластелини, со обични боички, некои сакале да слушаат, значи да свират на инструменти, некои сакале да слушаат повеќе музика.
Значи, сето тоа оно што го барале децата, родителите биле тие кои што ги создавале тие околности за да можат децата да си ги развијат своите капацитети. И некои деца сакале повеќе да готват, значи тоа му го вознушувале. Значи, сето тука биле родителите и наставниците да можат да му ги овозможат тие услови со цел децата подобро да се осознаат кои се тие, што се тие, какви се тие, што е што го сакаат, кои се нивните вистински капацитети. И родителите и наставниците, особено наставниците, тие кои што биле задолжени за тој пристап, ги воведувале родителите, особено во насока на да ги учат родителите за правилна емоционална, да видат правилна емоционална поддршка на своите деца, особено кога децата се случувало да има денови кога се нерасположени, значи ги учеле родителите како да му создаваат простор на своето дете, како во таквите моменти како да се справат родителот со емоциите на своето дете, како да настапи, која енергија кон него да ја привлечи, која енергија да ја со каква енергија да настапи родителот, како да искомуницира на правилен начин со своето дете, или пак кога имало конфликти меѓу децата на училиште, кој е исправниот начин, како значи кој е најбитното нешто кое што треба да се направи во таквите моменти, значи учејќи родителите во тоа училиште, учејќи се на свесност, значи тие и самите се учеле да воспитуваат свесни деца. Значи првенствено тие работеле на својата свесност, работеле на себе, а истовремено учеле и ја пренесувале таа свесност во своите деца и граделе свесни деца. Меѓутоа, што на крајот учеле децата, ги учеле родителите, возрастните, ги учеле децата дека не само што возрастните имале одредена грижа и биле насочени кон остварување на нивните цели, на нивниот раст и развој, туку и дека и децата имаат одредени одговорности со кои што треба да се носат, со кои што треба постојано да ги објавуваат, значи да растат и тие со тие одговорности, значи сето она кое што во текот на денот се правело на училиште, се што се значи ако работеле со боички да се средат боичките, ако работеле со нешто се готвело, сето тоа да се расчисти, да се среди, да се обезбеди на крајот една безбедна, една чиста околина, да биде спремна за наредниот ден. Значи на сето тоа се учеле децата како да се држат до своите одговорности, значи тие дека имаат дел дека и родителите, возрастните ги почитуваат, меѓутоа делот почита подразбира и превземање на одредена одговорност од нивна страна. Меѓутоа што се случило после некое време се случило да се затвори училиштето и се претворило сето тоа во една поголема заедница. Која била целта на заедницата и зошто тоа се случило? Се случило пред се прво затоа што се установило после долго време на тој проект и на тие истражувања дека најголемиот фактор, најголемото влијание врз развојот и растот, врз правилниот раст и развој на децата било исклучиво семејството, значи бил свесниот пристап, родителски пристап на родителите во семејството. Значи, колку повеќе родителите, од начинот на кој што родителите ги воспитувале, кој пристап ќе го употребеле, значи ќе зависи и карактерот, однесувањето на детето, значи децата, правилниот раст и развој на детето исклучиво било поврзано со односите внатре во семејството и начинот на кој што родителите ги родителствувале своите деца. И што се случило? Заедницата после тоа се претворила во едно големо училиште, во една едукација првенствено на родителите за тоа како треба да ги свесно да ги едуцираат, да ги родителствуваат своите деца. И што е она кое што како пристап, Естер го кажува, во тоа училиште, во таа заедница се учело за родителите. Значи, кое е било најбитно нешто за родителите? Најбитно биле два моменти, односно родителите требало да имаат две улоги во основата на своето родителствување, кога свесно родителствуваат
Значи, првата улога била пред се родителот, значи првата улога е родителот да се грижи за детето, значи првата улога е грижа на детето, а втората улога е давање на простор на детето. Што значи тоа? Тоа значи дека прво, ако детето, ако родител го влегува со една улога да има еден презаштитнички став спрема детето, премногу да се грижи за своето дете, детето нема да може да се оствари кај него еден правилен раст и развој. Значи ќе се почне да се кочи тој правилен раст и развој кај детето. Зошто? Затоа што детето ќе почне да се чувствува несигурно, ќе почне детето да се чувствува, да го чувствува тој притисок од своите родители, кој што му ја задушува неговата автентичност, неговата оригиналност. И во почетокот детето ќе почне самото да се преиспитува, во смисла на тоа дали овој чекор јас да го превземам или треба да ја прашам мојата мајка, да го прашам мојот татко. Значи се јавуваат одредени несигурности кај детето, во губење на својата сигурност, во губење на својата самодоверба и токму поради тоа, значи родителот треба да знае, да биде умешен во таа насока, да знае да овозможи еден баланс во насока на грижа спрема своето дете. Исто така, или ако станува збор за во случај кога родителот не се грижи доволно за своето дете. Што се случува во тој случај? Детето тогаш ќе се чувствува незаштитено, се чувствува напуштено, се чувствува несакано, без љубов, без како да е без грижа од страна на својот родител. И токму затоа повторно ќе кажам, таа е мудроста која што треба родителот да ја има во себе, помеѓу овие две улоги постојано да прави еден баланс помеѓу грижата за детето и баланс помеѓу давањето на вистинскиот простор за самото дете, затоа што слободата на вистина и просторот, давањето на просторот е од голема важност за детето. Меѓутоа родителите, доколку му даваат премногу слобода на детето, бидејќи е мало, значи тоа нема да знае како да се справи со таа преголемо количество на слобода. Тоа ќе се чувствува изгубено, ќе се чувствува несредено. И токму поради тоа, значи потребна му е насока од родителите, потребно му е она што го велиме дека треба родителот едноставно да направи еден баланс помеѓу неговата грижа и помеѓу давањето на простор за своето дете. Например, едноставен пример да земеме, кога детето наутро станува и гледаме дека се чувствува нерасположено. Која е природната состојба на секој дете наутро кога станува? Значи, природна состојба детето да се биде да биде оптимистично, да биде ведро, да биде расположено, да сака да се гушка со своите родители, да сака да се игра со своето братче или сестриче, или ако има домашно милениче кога станува наутро, значи да сака да го види, да сака да го повали. Но кога детето станува со едно чувство на нерасположеност, значи тогаш родителот, тоа е сигнал на родителот да си каже: добро, значи нешто му треба на моето дете, му треба дополнителна грижа во овој момент, затоа што со моето дете нешто не е во ред. Значи тоа не е во својата природна состојба. И што значи тоа? Значи ние започнуваме кога ќе стане детето, гледаме дека е нерасположено, гледаме дека нешто дека не е во ред. И како родители, значи, доколку можеме ние, например, првенствено би ни технало преку храната, би можеле да го расположиме детето, во смисла на тоа да му понудиме, ако нашето дете сака повеќе пати за поручек да има житарици, можеме ние да дополнително да офрлиме нешто, да му речеме дали сакаш житарици со чоколадо или сакаш со некоја овошје банана или нешто друго, нешто што би го израдувало. Меѓутоа, доколку и детето остане така нерасположено,
Значи можеме ние нешто друго, некоја друга опција да направиме, да го прашаме, може би сака нешто поздраво, некоја овошје, умиленото овошје, да одиме да го земиме, да му го набавиме. Меѓутоа, и после тоа, ако видиме дека нашето дете не сака, не одбива, не е расположено, тогаш ние како родители треба да знаеме дека до тука е нашата граница во која што до тука е нашата грижа за нашето дете, во смисла на тоа да им се наметнуваме со такви опции и да речеме, да влеземе сега во една состојба да сакаме да го слушаме нашето дете, да сакаме да го разбереме што е она која што навистина која е причината заради која што нашето дете сега е нерасположено. Зошто нашето дете е такво? Зошто што е тоа што навистина му треба на нашето дете? Без, значи, ние нешто во тој момент да правиме конкретно и што велиме? Му даваме простор на детето, му велиме во ред, тогаш го оставаме во тој простор на жалење, го оставаме во тој простор на во кој што не се чувствува убаво, во простор на расположеност, значи ние се тргаме од тој простор и го оставаме детето да само, значи да биде во тој простор. И навистина ќе видиме дека после некое време, значи ние само тука сме реално присутни сме и како сме присутни, свесни сме за состојбата на нашето дете, меѓутоа ништо не правиме. Значи молчиме, слушаме што се случува со нашето дете. И ќе видиме дека после некое време нашето дете ќе искомуницира со нас, може да не рече мамо мене ме боли стомачето или ова не ми е во ред и така натаму. И значи откако така ќе реагира нашето дете, гледаме дека нешто не е толку сериозно со нашето дете, можеме да му речеме па еве ти јаболко овде, ќе ти оставам намаза, ќе ти оставам јогурт и одлучи си ти кога ќе посакаш да јадеш, слободно да си земеш. И може да се случи, значи, навистина, ако е нешто несериозно со нашето дете, некое променливо расположение, детето ќе видиме дека после некое време ќе земи од јогурчето, ќе земи од, значи, ќе касне од јаболкото, но ако е таква ситуацијата, мора да му спомнеме на нашето дете дека после тоа треба да си ги изврши своите обврски, што подразбира да се исчисти масата и после тоа, значи, неговите следни обврски да се облече, да се спреми за денот и така натаму. Значи, на тој начин ние му даваме до знаење на нашето дете дека и покрај тоа што ние како родители, значи нашата обврска е да се грижиме за него, тоа треба да следи одредени одговорности кои што представуваат еден вид на правила во домот, во нашиот дом, во смисла на одржување на чистотата, во смисла на одржување на безбедноста и така натаму, затоа што почита спрема децата не подразбира право на слобода која што би подразбирала слободен со хаос. Например, што би значило тоа, детето да го земе јаболкото и значи да го остави на масата недојадено, јогурт од чашата до полу испиена со јогурт и едноставно да се замине. Значи тие се работи кои што ние како родители навистина треба да земеме дел како грижа наша за да значи да му овозможиме нашите деца да ги следат тие правила кои што сме ги поставиле во нашиот дом. Меѓутоа, што значи тоа што значи тоа од една страна? Би значило дека која е целта на свесното родителствување? Значи целта на свесното родителствување не е да му се наметнуваме на децата, да му се закануваме на децата, во смисла на тоа или ќе го јадеш јаболкото или ова и ова ќе ти се случи, или ќе го испиеш јогуртот или ова и ова вака ќе биде, или ќе те казнам или ова. Значи целта на свесното родителство кој е? Значи да го слушаме детето, да го разбираме детето, за да можеме да отпочнеме со свесниот пристап, значи свесно да разбереме што е она навистина што му е потребно на детето во самиот момент. Меѓутоа има и состојби во кои што, например, што ако нашето дете почнува да фрла, почнува да турка, да крши,
може да го фрли яболкото, може да искрши чашата. Значи во таквите моменти, каков е свесниот пристап, како треба родителот тогаш да постапува. Кога, значи, така реагира детето, ние разбираме дека детето е исполнето пред се со едно чувство на страдање. Значи, ние како родители сваќаме, во тој момент си велиме, моето дете страда. Значи, има одредено страдање. Моето дете во тој момент гледам дека се чувствува несреќно, гледам дека дека не е задоволно. Разбирам дека нешто однатре го гризе, нешто однатре го јаде. И кога ние така размислуваме, кога сме свесни за таквата состојба на нашето дете, кој е следниот чекор како родители, значи свесни, како родители кога влегуваме, свесно да родителствуваме, кој е следниот чекор кој што треба да го превземем? Следниот чекор е прво да разбереме дека треба да му доаѓаме кај детето со одреден вид на енергија. Енергија која што пред се подразбира разбирање на детето. Подразбира сомилост спрема него. Подразбира, значи кога го разбираме, ние разбиваме чувство на емпатија спрема нашето дете, која што произлегува од она што го велиме да дојдеме со една безусловна, да можеме да дојдеме со една безусловна љубов спрема нашето дете. Значи, ние наместо да му велиме како можеш така да се однесуваш, па ти си да го фрлаш нештото, ти си со непочит спрема мене, сега ќе те казнам, сега вака и вака ќе се ќе настапам, ти си лошо дете или, значи, наместо ние со една енергија која што подразбира повторување на енергијата на нашето дете. Значи, нашето дете ако делува со гнев и ние ја повториме истата енергија спрема него, ние ништо нема да направиме во тој момент. Ние само уште повеќе ќе ја влошиме состојбата со нашето дете. Значи, и ова не велиме дека ние како родители е нешто лесно кое што може да го направиме, меѓутоа ова е моментот кога ние самите треба да си речеме ова е моментот на искушение со нашето дете. Ова е моментот кој што јас треба да ја преиначам енергијата. Треба да имам сили да влезам во една друга, поинаква енергија, во спротивната енергија од моето дете. Во енергијата која што подразбира безусловна љубов за моето дете. Зошто? За да може тогаш детето да види дека иако тоа е свесно за неговото однесување, уствари тоа не е свесно за неговото однесување во тој момент, меѓутоа иако така постапува, иако крши, иако фрла, значи јас како родител го разбирам тоа нешто, разбирам дека страда, дека е во состојба на страдање. Јас се уште го сакам него. Дека се уште ништо нема да ја промени мојата љубов спрема него. Дека може да смета на родител, дека тука е родителот за него, дека е присутен за него. Дека нема да го напушти. И таа енергија на љубов е енергија која што е многу посилна од другата енергија. Тогаш детето, значи, чувствувајќи дека се уште е сакано, дека се уште е сигурно, дека е безбедно и во таквите ситуации, кога доживува страдање, дека се уште е тука присутен родителот за него, тоа е моментот кога детето ќе го сигни својот карт, кога ќе ја сигни својата заштита и кога ќе му дозволи на родителот едноставно да се доближи до него. И значи тој моментот кога детето разбира дека и покрај тоа што тоа делува така несоодветно, значи родителот е спремен преку љубовта негова да не дозволи нешто лошо да му се случи. Значи родителот со својата љубов тој поставува ограничувања да не си дозволи детето да направи нешто лошо за себе.
да не влезе повеќе, уште повеќе во таа длабока темна енергија, во која што не ја разбира. И меѓутоа истовремено после тоа кога ќе дозволи детето да се слее со енергијата на родителот, родителот треба да стане свесен за самиот момент, за она што претходно му се случило на детето. Значи, што е она кое што го потикнало детето за неговата нерасположеност, А тоа е родителот да влезе во една состава во која што ќе искреира околности, ќе создаде услови во кои што ќе може детето едноставно да се отвори спрема него, за да му каже што е она што навистина го мачело. Затоа што и родителот самиот, кога може и сам тој да си ги направи таквите моменти, едноставно да искреира доволно свесност, за која што не е потребна некоја подлабока анализа, психолошка анализа за она што можеби навистина му се како непријатност му се случило на детето, во смисла на тоа да го врати, како народски кажано, филмот назад, она што се случило, например, претходната вечер. Родител да размисли, можеби нешто се случило во домот вечерта, можеби родителот се влегол во конфликт со другото дете, со братчето или сестричето, или пак со својот партнер, нешто на кое што присуствувало детето и кое што влијаело врз него, за да наредниот ден се разбуди со таа со таа нерасположеност кај него. Можеби, му треба некоја потреба на детето, не е задоволена во одреден момент. Родителот детето треба да се сретне со потребата, родителот треба да е свесен за тоа нешто, за да му помогне детето, за да си искаже своите чувства. И токму поради тоа велиме дека родителот секогаш треба да биде свесен и присутен зошто детето е нерасположено во одредени моменти. Зошто детето се разбудило утрото со одредено нерасположение, со одредена доза на нерасположение. Затоа што ние, ако си дозволиме да влеземе со истата енергија, да се сретнеме со истата енергија на енергијата со детето, ние нема ништо да направиме, во тој момент само ќе ја продлабочиме таа енергија, таа нервоза кај детето, ќе создаваме дополнителни тешкоти, што подразбира тоа детето уште повеќе да се затвори, да не сака да се отвори спрема нас, затоа што тој гнев уште повеќе кај него се потиснува. И, ние долеваме на тој оган од негативни емоции кај детето. И истовремено и да бидеме свесни дека како родители ние имаме одредени ограничености. Ние секогаш не сме идеални, не сме перфектни, не можеме секогаш да ги разбереме нештата, не можеме секогаш да бидеме свесни за она што можеби и на другите деца делуваме по начинот на комуникација кога комуницираме со нашите партнери или со другото дете и така натаму. Можеби несвесно се не создале атмосфера која што на некој начин го повредила во тој момент другото дете. И, затоа велиме дека свесниот пристап представува цело време учење за нас, пред се родителите, представува еден вид на техника која што подразбира умешност, подразбира наша уметност, колку сме ние вешти во тоа, за да можеме на правилен начин и со свесен пристап преку свесен пристап да ги изродителствуваме нашите деца. И тоа е, затоа велиме дека е процес, затоа што тој секојдневно се одвива преку целиот наш живот. И децата кога стануваат возрастни, ние се уште ги учиме тие процеси во насока да станеме понатаму и емоционална поддршка на нашите деца во моментите кога тие имаат тешкоти, кога се возрастни. Ние родителите во таа насока треба постојано да работиме на себе, за да знаеме како да им бидеме поддршка на нашите деца во моментите кога се
се чувствуваат лошо, кога имаат одредени проблеми. Значи, основната улога е на родителот во свесниот пристап е да може да го извади гневот кај детето преку обратната енергија. Значи, преку енергијата која што подразбира, љубов која што подразбира, разбирање која што подразбира, емпатија. Затоа што во таквите моменти и ние како родители сме предизвикани од енергијата на нашите деца. Значи, тоа е предизвикот во родителствувањето. Тоа е најголемиот предизвик кај родителите. Да можат да како родители да не бидеме, значи, подложни на енергијата на нашите деца. Зошто велиме дека не е лесно да се направи тоа? Затоа што родителот многу лесно влегува во улога во која што лично премногу си ги зема работите, кои што детето ги кажува или однесувањето на детето. Мислиме дека сето тоа го прави само за нас да ни наштети, само за нас да не нервира. Меѓутоа, токму свесниот пристап кажува дека ние како родители мора да се најдеме во состојба во која што пред се треба да се одлучиме да почнеме да работиме на себе. Значи, ние и Естер кажува една многу интересна техника во таа насока. Значи, кажува особено дека 1 час до 2 часа пред да се разбудат нашите деца, и ние пред време да се разбудиме. Зошто? За да можеме ние да ги подесиме нашите природни потреби, без разлика кои да се. За да можеме да се чувствуваме задоволни со себе. Во смисла на тоа, дури и одредени обврски кои што ги имаме. Само за да се почувствуваме слободни од нашето незадоволство. Кога нашето дете ќе се разбуди, да можеме да ја почувствуваме таа наша ослободеност од нашиот гнев. Може би кој што сме ја имале во текот на ноќта и во текот на претходниот ден. Значи, ние претходно 1 час, 2 треба да работиме прво на себе, за да можеме да бидеме спремни, да бидеме доволно силни, да бидеме доволно свесни кога ќе се разбудат нашите деца, за да не си ги земеме премногу лично работите кои што ќе се случат во односот со нашите деца врз себе. Што значи тоа? Колку повеќе работиме на себе, тоа значи дека помалку сме под влијание на оние наследени шеми од страна на нашето минато. И, значи, таа работа на себе ни дозволува не само да не бидеме под влијание, туку еднаш за секогаш да ги скршиме тие шеми. И да влеземе во улога на свесни родители, да влеземе во улога на свесни, центрирани личности, да влеземе во улога на стабилни личности, кој што ќе ни помогне многу за да можеме да создаваме и да развиваме свесни деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.